Добар ден, криптоентузијасти, во уште едно издание на Altcoin Вести. Но пред да почнеме нормално некои кратки најави од самиот канал, денеска ќе имаме многу Altcoin Вести, уште еднаш благодарение на, да речем, двајца мои соработници, меѓу кои прво Анџело Стојановски, а нормално овде е Иле Кочишки. Тоа се двајца, да речем, на каналот кои што веќе долго време ми помагаат во собирањето на Altcoin Вести. Така да им благодарам од нормално име на самиот канал и од целата заедница, значи тоа е по дефиниција македонец за македонец. Сега, пред да почнеме нормално со Altcoin Вестите, прво мора да спомнеме за Motika.com.mk. Знаете и сами, тоа е еден од најголемите портали во Македонија. Ни пристапија нормално како што кажав, еден од најголемите портали во Македонија, ни предложија да направиме интервју. Така да тоа е оно што можеме сега да го спомнеме. И моментално Motika, значи, го објави нашите интервју за сето оно што се работи на нашиот канал, за сето оно што моментално досега сме успеале да го направиме како заедница на македонци, и можете многу едноставно да го најдете на нивната основна страна. Значи Motika, само запишете интервју со CryptoGamingG на кирилица и многу лесно ќе го најдете овој интервју, и нормално истото ќе го оставам и во дескрипција на овој видео доколку сакате да го прочитате. Значи јас го објавив на сите наши социјални мрежи, но вреди да се објави нормално и на самото видео доколку некој сака да го погледне овој интервју. Така да им благодарам на Motika, им благодарам за одличното интервју кое што е објавено за нашиот канал. Значи тоа навистина помага за да ја прошириме нашата идеја за едукација до што повеќе македонци. Така да тоа е една огромна помош на нашата работа како канал. Сега денеска, како што кажав, значи за жал ќе мораме да ја едноставно одложиме работата на видеото категорија интероперабилност, затоа што моментално имаме многу Altcoin Вести и нормално за да не заостануваме, мислам дека е многу побитно да одиме моментално со текот, она што е најбитно, а потоа нормално ќе се вратиме. Значи сето тоа ќе биде обработено, знаете, или порано или подоцна на самиот канал дефинитивно ќе биде обработено, но мислам дека денеска треба да дадеме примат на Altcoin Вестите, со тоа што знаете и сами, со оглед на фактот дека веќе имавме техничка анализа, значи тоа беше лайв стримот кој што можеби сте го погледнале, можеби не, во текот на вторникот, така да погледнете го, имаше доста битни информации кои што исподеливме на овој лайв стрим со вас, а нормално следни по гласови беа Altcoin Вестите. Значи, гледаме дека имаше најголем интерес за Altcoin Вести, која ќе ги споредиме гласовите од трите најглавни платформи, а тоа е нормално YouTube каналот, Community табот, Instagram и Facebook страната. Значи, од сите три највеќе гласови собра Altcoin Вести, а во текот на следните 2 дена може да очекувате вести за економија и вести за економија и биткоин, како и геополитика и крипто во текот на следните 2 дена. Во однос на гласовите, значи сето тоа ќе го објавиме на соодветно кратко видео, а за ово неделното специјално видео, според вашите гласови, ќе имаме апдейт на портфолио. Долго време не сме имале, значи повеќе од 4 месеци, повеќе од време е да направиме апдейт, да видиме кој од овие коини како напредува во нашето портфолио, која е неговата процентуална застапеност. Овде ќе спомнеме и вести за секој од овие коини, како и негова техничка анализа и наши очекувања во следниот бул маркет, со тоа што не заборавајте дека ние имаме околу 18-19 активни коини во кои што инвестираме. Така да портфолиото ќе биде поделено на 3 дена и 3 делови, каде што ќе анализираме по некои 4 до 6 коини, зависи од тоа колку информации има за овие коини. Така да ќе имате практично од недела па и наредните 2 дена, значи 3 дена со апдейт на портфолио, за да можеме детално да ги обработиме сите овие коини. Тоа е во однос на моменталната работа на самиот канал. А нормално, како и секогаш, пред почетокот на самите Altcoin Вести, уште неколку минути ќе мораме да спомнеме за нашата нормално Patreon заедница. Значи тоа е едноставно, гледаме се повеќе и повеќе расте. Ова е така речено приватна организација која што ние моментално ја обезбедуваме за нашата заедница, каде што можете да станете член од истата. Значи многу едноставно, само треба да дојдете на апликацијата Patreon.com и да го најдете името CryptoGamingG. Нормално линк до оваа страна може да најдете и во дескрипцијата на секој од нашите видеа. Зошто е толку уникатна? Затоа што на сите членови на Patreon заедницата им ги доставуваме овие видеа порано. Односно, вие ова видео го гледате на 14 ноември во 6 часот попладне, а истото беше доставено пред полноќ еден ден порано на нашата Patreon заедница. Сега, зошто е толку битно? Значи, Patreon заедницата моментално се состои од луѓе кои што плаќаат некоја минимална членарина за да ни помогнат нас како канал. Зошто е ова толку битно? Затоа што од овие минимални средства кои што на некој начин ги добиваме од вас, ние успеваме да го надградиме нашето студио, да моментално
планираме и организираме настапи во Македонија, веќе првиот е во полнекна организација, верувате ми планираме уште многу други работи, но сето тоа ќе биде финансирано од овој така речено прилив кој што го добиваме од Patreon заедницата. Така да прво мораме да се заблагодариме на сите оние членови кои што се веќе дел од нашата Patreon заедница, кои што ни помагаат да го подигнеме нивото на работа на нашиот канал на уште повисоко ниво на квалитет, нормално и квантитет на материјал. Сега, освен тоа што ги добивате први материјалите кои што ги спремаме на нашиот канал, дополнително имаме и многу вибрантна заедница. Јас не очекував дека ќе имаме толку активна заедница на нашиот канал, каде што моментално, значи буквално имаме дискусии, имаме размена на идеи, имаме размена на анализи со сите наши членови, така да имате пристап до нашата заедница и до сите овие, да речам, дискусии и размена на идеи и информации кои што ги имаме помеѓу нашата заедница. Јас сум овде нормално, се приклучувам на сите овие разговори, како имате директни пораки до мене, значи на некој начин имате директна комуникација со нас како канал. И да не заборавиме, еднаш месечно организираме посебен тип на подкаст, лайвстрим со нашата Patreon заедница, кој што лайвстрим буквално цели да имаме директен контакт со вас, значи ова е поинаков тип на лайвстрим, каде што приватно ги публикуваме сите наши членови на Patreon заедницата на соодветен повик на Microsoft Teams и разговараме со нив лице во лице, правиме анализа, нормално сето оно што го одговараме потоа го објавуваме на нашиот YouTube канал, но едноставно гледате, значи правиме се што можеме да разговараме со нашите членови и да се погрижиме за сето оно што имаат да не прашаат да им биде одговорено. Така да се надевам дека ќе се приклучите на нашата заедница. Уште еднаш ќе напоменам, ова е со цел да го развиеме нашиот канал уште повеќе. И уште еднаш им благодарам на сите оние кои што се дел од нашата заедница. Сега, оваа анализа моментално ја гледате, јас ја правам буквално во 10:30 часот на 13 ноември, каде што буквално стигнавме до неверојатни $93,000 на биткоин и се повлековме назад повторно под 90,000. Се сеќавате што ви кажав? Секое ниво кое што е на цела десетка, во оваа ситуација нормално 10,000, најчесто е многу голема психолошка бариера, каде што голем дел од оние крупни играчи продаваат. Сега само на кратко сакам да спомнам каде се ногеме и што е целата ситуација со ово што го гледаме во моментов. Не заборавајте, се ногеме комплетно надвор од Болинџер бендот и нормално секогаш кога се ногеме надвор од истиот, едноставно потребно е време за да дојде така речено, да не престаса самиот Болинџер бенд, за да можеме да продолжиме да се движиме нагоре. Тоа е една од причините, мада има и многу други, но главните причини се самиот Болинџер бенд, каде што гледаме дека многу од искусните играчи се свесни дека е потребно корекција, барем да е тоа 1 или 2 дена за самиот Болинџер бенд да пристигне до каде се наоѓа самата цена и моментално гледаме дека истото тоа се покрива на некој начин и со лонг ликвидациите кои што ги гледаме. Во текот на вчерашниот ден, 12 ноември, добивме $577 милиони лонг ликвидации. Тоа се оние кои што влегуваат на пазарот и сега ќе престасаат, се разбираме. Значи они не инвестирале кон нас 3 години, ама сега ќе влезат на пазарот и сега наеднаш ќе не стасаат со 100 леверидж, се разбираме. И денеска до 10:30 часот навечер веќе имаме $524 милиони ликвидации на long leverage. Така да ако мене ја прашувате, ова е можеби добро, затоа што ќе се на некој начин ќе се отстранат сите овие кои што пумпаат вештачки цената на биткоин со ваков тип на леверидж позиции и едноставно ќе се врати цената во нормала пред да продолжи да се движи нагоре. Сега не заборавајте дека ваквите long leverage позиции само помагаат на големите играчи да си докупат уште повеќе. Прост пример за целиот овој момент, додека ги имаме овие повеќе од $500 милиарда ликвидации во лонг, нормално овде имаме и шорт ликвидации, значи BlackRock не престанува да акумулира како да нема утре. Замислете, BlackRock во текот на овие 2 дена, 11 и 12 ноември, акумулирал 756 милиони и 778 милиони. Со тоа што ќе видиме што се случува во текот на утрешниот ден, во однос на денешните купувања, но имаме некои интересни идеи во однос на тоа дека денеска BlackRock успеа да надмине 40 милиарди инвестирани во биткоин. Може да замислите. Значи немаме ни цела година. Од јануари до така речено половината на ноември, ние дојдавме до 40 милиарди инвестирани од страна на BlackRock во биткоин. Со тоа што погледнете една многу интересна работа. Не е само биткоин. Во последните 2 дена
BlackRock инвестирал 101 милион во Ethereum и 131 милион исто така на 12 ноември во Ethereum. Во исто време гледаме дека и Fidelity го следало ова на 11 ноември со 115 милиони и погледнете овдека. И Ethereum Grayscale, зборуваме за оној мал фонд од 0,15% фи, 63 милиони во текот на 11 ноември. Односно, гледате дека почнува да расте и интересот за Ethereum пред почетокот на овој bull market. Не заборавајте дека ова не е крајот на bull marketот, гледам некаква паника, некаков фомо дека тоа е тоа, као сега или готово заврши работи, тама работа друштво. Значи очекуваме долг bull market од овој момент натаму со потенцијално солиден период на алткоин сезона, но пак ќе кажам, не очекувате дека тоа е денес, се разбираме, не очекувате дека тоа е утре. Зборувам овој период. Значи нашите анализи секогаш се макроанализи, повторно ние не можеме, никој не може да биде 100% сигурен, но во однос на сите досегашни анализи и веројатно се очекува алткоин сезона. И уште еднаш ќе напоменам, значи зошто би купувал во овие обеми, замислете, BlackRock, Fidelity, ако не очекуваат дека цените ќе продолжат да растат. Како биткоин, така и Ethereum. Значи, тоа нека ви биде водилка. Големите играчи не престануваат да купуваат. Така да, дополнително истото можеме да го видиме и овдека на flowchart, каде што едноставно можеме да видиме дека буквално значи самите ETFs, значи енормно растат, погледнете. Енормно растат, значи зборуваме за десетици илјади биткоини акумулирани на ден. Нешто што досега ние не можевме ни да го сонуваме во претходните bull маркети. Ваков тип на капитал, десетици илјади биткоини акумулирани на ден, тоа е нешто што ние сме сонувале во 2020 година, во 2017 година, се разбираме? Значи, ова е првиот чекор на масовна адаптација, влез на институциите. Со тоа што, она што ви го зборував јас постојано, еве ви го сега со многу добар пример. 13 ноември, најнова информација, BlackRock вели, токенизирачкиот фонд Buidl, кој што е моментално исклучиво за токенизирање на американски долг, зборуваме за американски обврзници, државни обврзници, моментално нема да биде само на Ethereum, туку истиот ќе го прошират на Aptos, Arbitrum, Avalanche, тоа се три различни леер кеца, се разбираме, тоа се различни леер 1 солуции, блокчейни и Optimism и Polygon како леер двојки на Ethereum. Се извинувам, Arbitrum е леер 2 на Ethereum, значи два нови блокчейни, Aptos и Avalanche и три леер двојки на Ethereum, Optimism, Arbitrum и Polygon. Зошто е ова толку битно? Што е оно што јас ви го кажувам постојано? Што ви реков? Ова не е фудбал. Ова не се тимови кои што се напреваруваат за шампионска титула, се разбираме? Значи ова е технологија. Ова се различни блокчейни кои што си имаат своји позитивни страни, кои што гледаме дека многу од овие институции разбираат дека станува збор за едноставно потреба од интероперабилност, се разбираме? Значи нема потреба од компетитивност од типот кој ќе биде блокчейнот кој што ќе ги победи сите и ќе владее во блокчейн технологијата. Не, погледнете. Значи моментално BlackRock тоа многу јасно ви го покажува. Идејата му е, и овде како погледнете овој артикл многу јасно кажува, идејата е да се расшири што може повеќе неговата, сега зборуваме нели, Buidl како фонд, до што повеќе институции, сега зборуваме ентитети кои што би инвестирале потенцијално во Buidl, до што повеќе DAOs, замислете, значи веќе BlackRock е заинтересиран и за децентрализирани автономни организации, не само традиционални финансиски институции, се разбираме? Што значи дека BlackRock е свесен дека голем дел од капиталот од крипто може да се влее во Buidl доколку има пристап. А како ќе има пристап? Со тоа што ќе направи Buidl да биде интероперабилен, односно различни блокчейни да можат да влезат во овој фонд, се разбираме? Со тоа што се најавува дека ќе има и други, сега за сега почетокот е со овие два Layer 1 и овие Layer 2 на Ethereum. Че ова е одлично. И ова уште еднаш го потврдува тоа што ви го кажувам. Блокчейн како сфера има место за сите. Нормално сега, многу од овие проекти нема да успеат, но идејата е дека како потенцијал очигледно е отворен за сите овие, да речем, проекти кои што се напреваруваат за дел, да речем, од овој блокчейн свет. Така, сега, BlackRock ETF, само што го помина неговиот Gold ETF, односно неговиот Exchange Traded Fund, значи фондот кој што акумулира капитал кој што се инвестира во биткоин е поголем од фондот кој што моментално
собира средства за злато. Со тоа што не заборавајте дека златото има свој ETF од 2004 година, а биткоин има свој ETF од јануари 2024 година. Така. Значи за 20 години не верувам дека BlackRock имал 20 години свој ETF, но како идеја? Идејата е дека 20 години злато има свој ETF на пазарот. Стигнало до 32,9 милиарди долари, а на iShare, сега зборуваме, значи биткоин ETF на BlackRock има 33. Не 33. Не. Официјално од денеска BlackRock IBIT има 40 милиарди, што значи дека моментално има повеќе околу 7 милиарди повеќе во маркет кап има во биткоин отколку во златниот ETF на BlackRock. Тоа ви кажува колку интерес има во институциите за биткоин наспроти злато моментално. Значи, замислете, со декади го имаат златниот ETF и нема собрано толку колку што биткоин успеа да собере за 211 денови. Со тоа што други ETFs кои што рекордно успеале да стигнат до 40 милиарди долари до сега, ова се најдобрите, без разлика кои се, без разлика што продаваат, воопште не е битно. Најдобриот бил со 1253 дена, па вториот е со 1271 и третиот со 1362. Значи биткоин успеал во така речено 6 пати помал период од овие три најдобри до сега, кои што успеале да стигнат најбрзо до 40 милиарди на пазарот, и сега зборуваме на BlackRock Bitcoin Spot ETF. Успеал за 6 пати пократок период да стигне до 40 милиарди. Само BlackRock сега, значи не ги ставаме овдека ARK Invest, Bitwise, не ги ставаме овдека Fidelity. Не, само BlackRock, се разбираме. 40 милиарди за 211 дена. Значи, знаете како, ја што и да ви кажувам, колку и да ви објаснувам дека биткоин е ова, биткоин она, кога најголемиот assets under management, да речем, ентитет во светот, за волку кратко време акумулирал 40 милиарди долари вреден биткоин, што повеќе да ви кажам јас? Значи, што сега јас повеќе ќе ви кажам, што не ви го кажува овој податок? Се разбираме сега. Значи, едноставно, повеќе од јасно е каде се тоа се движи. Со тоа што ова е само вовед во денешното видео, ние не сме ни дошле до Altcoin инвестите, а веќе сме 17 минути. Значи, како да ви се едноставно премногу материјал има. И знаете како, многу ми е мило што исчезнаа оние ликови од типот, абе дај нека биде 10 минути видео, многу сега саат време. Друштво, премногу информации има. Не можете да бидете професионалци во оваа сфера со 10 минути. Не можете. А од друга страна, пак ќе кажам, оние кои што ви прават 10 минути видеа, не сакаат да ви дадат знаење. Они сакаат да ве натераат да изгледате нешто, се разбираме. Јас сум седнал овдека после втора смена, да ви направам видео од саат време, каде што јас сум морал да седнам сето ова да го прочитам, да го наредам, да го скоцкам за вие да го гледате. И затоа ми е од срце мило, што многумина од вас обожаваат да ги гледат овие видеа, дури и да се долги. Така да ви благодарам за поддршката и знаете како, нашиот канал и луѓето кои што го гледаат нашиот канал се буквално на сосема друго ниво за разлика од целиот Балкан. Не сакам да се фалам, но сакам да кажам дека генерално она што го градиме моментално е невидено на целиот Балкан. Ова не е некој каналче што има 3 видеа неделно, кај што ви кажам, индикаторче, гледај како убаво оди, супер е, се наоѓаме во bull market. Види 3 вести. BlackRock нешто направил, нешто монетарната политика, не. Значи во детали. Така се прави професионално. И градиме заедница која што ова ќе го дигне на следно ниво, дефинитивно. Сега, пред да влеземе нормално во Altcoin инвестите, значи, оно што морам да спомнам, нормално се овие, да речем, стандардни алатки кои што ги сметаме, тоа се на некој начин да видиме каде се наоѓа самиот Altcoin свет, односно Altcoin делот од блокчейн технологијата, тоа што можеме да видиме дека се наоѓаме на 35 од вкупно 100 на скалата на Altcoin сезона индексот. Сега зошто е ова битно? Значи да не забораваме дека биткоин и понатаму продолжува енормно да расте за разлика од алткоините и гледаме дека и понатаму продолжува да се движи нагоре, значи доминацијата на биткоин. Уште еднаш, како што веќе покажавме историски, значи до сега на 8-миот месец од халвингот почнал биткоин да ја губи својата доминација во претходните два бул маркети. Не велиме дека и овој пат мора тоа да се случи, но ако тоа е исто како претходните два бул маркети, тогаш во декември,
конечно треба да видиме енормен пад на доминацијата на биткоин и солиден раст на сите алткоини, иако не видовме раст. Тоа не е ништо во однос со тоа што треба да го искусиме во еден стандарден bull market алткоин сезона. Но како и да е, чекор по чекор, верувам дека ќе дојдеме таму. Уште еднаш ќе напоменам, неминовно е, како што многу пати сега сме кажале, каде ќе оди капиталот од китовите. Што до сега во претходните два bull маркети го направиле тоа и го трансформирале својот капитал од биткоин во етериум па понатаму во сите останати алткоини, затоа што можат да го умножат својот профит многу повеќе, а овој пат нема да го направат тоа. Зошто не би го направиле тоа? Значи има ли логика зошто не би го направиле тоа што гледате дека два bull маркети поред ви функционира? Така. Значи овој пат очекувам дека ќе имаме ист резултат на крајот од така речено овој период после самиот халвинг. Но нели, како што кажав, чекор по чекор и понатаму, значи гледате дека фактот што јас сум целосно инвестиран во алткоини ви кажува дека јас сум спремен со својот капитал да едноставно го превземам тој ризик и чекам алткоин сезона. Повторно, че ова не е финансиски совет, ова е само ви кажувам што јас правам на пазарот, секој од вас мора сам да одлучи што ќе прави на овој пазар. Нормално, земете го тоа што го зборувам јас во предвид, гледате и други канали, едуцирајте се и направете секогаш своји истражување пред да одлучите што ќе правите на пазарот. Со тоа што гледаме дека значи RSI на неделно ниво за целиот пазар е во просек негде околу 50. Што ви кажува тоа? Ви кажува дека имаме уште енормен потенцијал за движење нагоре со оглед на фактот дека поголемиот дел од алткоините се наоѓаат на средината на така речено RSI индексот. Значи знаете дека над 70 веќе се рачунаме како прекупени, значи тоа е веќе ситуација во која што самиот алткоин пазар прегрева, а ние сме на 50, значи дека ние не сме ни почнале да се движиме кон оние горни високи граници. Сега, една битна работа која што сакам да ви ја покажам, за да разбереме како функционира MicroStrategy, тоа е следната вест која што имаме, значи MicroStrategy повторно купиле 2 милиарди долари вреден биткоин. Значи мора да разбереме од каде се тоа. Се разбира, значи многу луѓето не разбираат како човекот постојано наоѓа пари да купи биткоин. Така. Значи ова е стандарден начин на кој што функционира едно акционерско друштво. Кога вие сакате да проширите едно акционерско друштво, што правите? Вие, да речеме, било кој има свое акционерско друштво и сакате, например, потребен ви е капитал за да го зголемите оно што го работите. Да речеме, акционерско друштво е уствари фабрика за чоколада, така. И сега вие сакате да додадете уште поголем погон, потребно ви е да го зголемите производството. Како го правите тоа? Значи вие моментално немате доволно средства, но сакате да го направите тоа. Правите нова транша на акции, која што ја продавате по одредена сума, која што практично ви дава на некој начин собственоста која што ја имате на фабриката и разделувате на уште помалку делови, се разбираме? Значи, тоест на уште повеќе делови со помала количина. Со тоа што сега вие практично со ново издадените акции додавате нови собственици на ова акционерско друштво, на оваа фабрика, кои што додаваат капитал. Овој капитал се користи за, например, да изградите нов погон за, не знам, ново чоколадо, така. Што значи дека вие практично сте додале капитал во оваа капитална формација и сега вие на некој начин го зголемувате имотот со цел да произведете повеќе, да има повеќе профит и на тој начин да може да поделите повеќе, така. Но за тоа мора да издадете повеќе акции. Слично на тоа прави и MicroStrategy. Што они прават? Они практично вадат нови акции кои што ги продаваат. Сега нема да навлегуваме во тоа дали имаат дивиденда, немаат дивиденда, значи нели секои акции во однос тоа каков тип на акции се имаат своји привилегии, си имаат своји нели права и обврски, со тоа што овие акции кои што они ги продаваат се исклучиво за една намена. Јас ви давам вас акции, а со тие пари јас купувам повеќе биткоин. Со тоа што како цената на биткоин расте, така имотот на оваа компанија е се поголем и вашите акции вредат повеќе и вредноста нормално, пак ќе кажам, на самата компанија расте, затоа што вредноста на биткоин расте. Така. Значи не заборавајте дека моментално MicroStrategy поседува 252.220 биткоини. Зборуваме после последното купување. Се разбираме? Значи енормна количина на биткоини и ова нормално ќе продолжи да расте. Што значи дека ова е магичен круг во кој што они и понатаму ќе издаваат акции и нормално овие акции практично ќе користат за купување на повеќе биткоин. Така го прават тоа. Со тоа што они планираат, значи овие 2 милиарди кои што ги купија на 11 ноември, да биде само дел од наредните 2 години во кои што планираат да издадат акции во вредност од 42 милиарди долари и истите да ги користат за купување на биткоин. Значи ова е
енормно собирање на капитал, се разбираме. Но очигледно стратегијата функционира така да секоја чест, значи Майкл Сейлор ако продолжи вака, ќе се рачуна како еден од најдобрите, да речем, финансиски, да речем, стручњаци во Wall Street во нареднава декада. Со тоа што не заборавајте дека во последните 2 дена во топ 5 акции се и Mara, кој што е MicroStrategy, Mara, замислете, и Coinbase, односно Coin акцијата. Што ви кажува тоа? Дека Wall Street не само секојдневните луѓе, туку капиталните, да речам, формати, ентитети во Америка, без разлика дали се физички или правни лица, имаат енормен апетит не само за криптовалутите и ETF фондовите, туку и за акциите од корпорации кои што се занимаваат со крипто. Како што веќе кажав, значи во топ 5 купувани акции во последните 2 дена се и Coin, акцијата на Coinbase, и Mara, акцијата на MicroStrategy. Мада кај им текнало Mara секоја чест, како и да е. Значи така го прават тоа. Сега, следна работа која што треба да спомнеме, кога веќе, значи ова се ластовичките. Знаете како? Многу пати гледам дека некои од вас ме повторуваат за она кога се зафркавам како кој ќе почнат да исеуваат другари од заборавени одамна. Абе, брат, слушав ти со ова се занимаваш. Ај кажи ми што да купам. Тоа се тие ластовички кои што најуваат пролета, така? Па овдека е истата ситуација во секој bull market, моментално ја гледаме, односно кога ќе почне Coinbase апликацијата да биде најдаунлодирана, тогаш знаете дека значи ритейл секторот се враќа, спремајте се, ќе има експлодирање на цените. Со тоа што погледнете, на 11 ноември, значи Coinbase апликацијата влегува во топ 70 апликации даунлодирани во Мурика на App Store и на Google како беше Store, така нешто. Како и да е, значи ми ја разбирате поентата. Што значи дека најнаш ритейл секторот е енормно заинтересиран, значи нормално Coinbase апликацијата нема да даунлодира BlackRock, така. Значи ова е ритейл секторот. Кога ќе видите дека ова се случува, знаете дека ритейл секторот дебело се враќа. Погледнете. Моментално ова е од 9 ноември. Само во текот на 9 ноември, погледнете. Значи имаме стотици илјади даунлоудс. Како Gate.io, eToro, ова се сите, да речем, менувачици кои што имаат пристап и до крипто. Нормално, Gate.io, eToro е и за акции, но генерално има пристап и до крипто. Така, значи, Coinbase, Crypto.com, KuCoin, Bybit, BitGet, OKX и Binance. OKX 2,2 милиони, Binance 4 милиони. Ова е даунлоуд на апликација за практично купување и тргување на крипто. Значи 4 милиони во еден ден не даунлодираат со без причина, така. Значи има некоја причина зашто го прават тоа. Значи дека ова се тие птички, оние ластовички кои што најавуваат дека пролета е пред нас. Ова е многу добра вест. Значи ја искрено се изненадив колку добра идеја. Coinbase само што лансираше Coin 50 индекс. Тоа е практично индекс кој што содржи така речено market cap и цени од најдобрите 50 коини по market cap во криптопазарот, нормално без стейбл коините. Со тоа што значи успеав да најдам дел од нив, значи многу интересен момент, секоја чест, браво, многу паметно направено. Верувам дека ова ќе помогне многу на оние 50 кои што се наоѓаат во Coinbase 50 индексот. Ова е нешто што дефинитивно ќе го следиме, ќе го ставиме на нашиот trading view. Го запрев видеото и пробав да ви кажам право веднаш да додам, за секој случај да не заборавам, но за жал се уште Coin 50 ја нема на trading view. Кога ќе се појави веднаш ќе ја додадам, значи чисто да знаете дека дефинитивно ова е нешто што мораме да го следиме. Еве чисто да ви покажам, значи буквално Coin 50 се уште нема ништо. Значи Coin 50 се уште не е додаден. Чим ќе го додадат, дефинитивно веднаш ќе оставиме да се следи. Значи тоа ќе биде веруваме на голема водилка. Ако ова како идеја успее, ова ќе биде голема водилка за целиот пазар, да бидеме јасни. Со тоа што јас успеав да најдам само дел, за жал, се уште очигледно не е одлучено кои точно ќе бидат или претпоставувам не можеме да, значи знаете како? Јас еве направив и профил и се, значи го даунлодирав, но овдека не се запишани како што треба, значи ги видов тие чартови кои што ми ги испратија, не се запишани како што треба. Значи ова е маркет вектор кој што гледаме дека го води Coin 50 индексот. Интересно е што очигледно постои, затоа што гледајте, значи ова е Coin 50 индексот, веќе има очигледно и цена $358, како што можеме да видиме овдека, 383 се извинувам долари. Со тоа што, значи, очигледно се тргува, така, зборуваме како класичен индекс на берза. Погледнете, моментално, овој индекс, 51% од маркет капот, односно, самиот индекс како цена,
е нормално застапен од биткоин, 25,99 од етериум, мада ова не е според моменталната застапеност во market cap, но како и да е, значи, ова е да видите како прилика изгледа застапеноста на самиот индекс. Потоа имаме Solana со 6,5, Dogecoin верували не со 3,6, XRP 2,5, Cardano 1,36, Shiba Inu со 1%, Avalanche со 0,9, Bitcoin Cash со 0,5 и Chainlink со 0,5. Значи овдека видов дека и рендер дел, но за жал едноставно не можев да го, ако некој ја најде целата листа, ќе ве замолам, ставете ја во коментар под видеото, нормално секој кој што гледа видео ќе може да провери. Значи јас би сакал да знам затоа што јас се убив, не можев да ја најдам целата листа, но верувам дека наскоро ќе знаеме се. Но ова е една многу битна работа која што морав да споделам со вас. Значи овој Coin 50 индекс верувам дека ќе биде нешто слично на S&P 500 за 500 најдобри компании во Америка и верувам дека оние 50 коини кои што ќе се најдат во овој индекс ќе бидат нешто како оние 500 златни компании во Америка, се разбираме. Значи пак ќе кажам, ние се ногаме на апсолутниот старт на блокчейн технологијата. Ова што гледаме е буквално само залетот. Ние не сме дошли до глобална адаптација. Кога ќе дојдеме до глобална адаптација, тогаш ќе можеме да разговараме за многу поинаку како би изгледал овој сектор, тоа ќе биде верувам 1-2 бул маркети од сега, кога конечно ќе имаме масовна адаптација. Но нели, чекор по чекор. Уште еднаш, можете многу лесно да го најдете видеото каде што го споредуваме крипто со интернет во однос на растот кој што моментално го има. Има многу слично темпо, со тоа што ние очекуваме дека крипто темпото ќе биде уште побрзо, затоа што интернетот едноставно го скрши мразот на онаа масовна адаптација на светско ниво. Сега е многу полесно поради пристапот на информации. Погледнете го ова видео, е многу едукативно во нашата плейлиста за напреден курс на техничка и фундаментална анализа на нашиот канал. Многу е лесно да ги најдете, одека имате еден тон видеа кои што се доста позитивни и доста едукативни. Ова видео дефинитивно ќе ги покаже како само сме прво рано во овој, да речам, технолошки свет, а колку само потенцијал има за раст понатаму. Многу битна информација, така речено на почетокот за самите altcoin вести, е дека Robinhood само што направи релист на Sol, ADA и XRP. Глупости како Пепе не очекувате на овој канал, веднаш ви кажувам, имаме многу луѓе кои што се нови, со оглед на фактот дека нели интересот за крипто се повеќе и повеќе расте. Значи, оние што се хардкор со мене веќе долго време знаат зашто зборувам. Меме коини на нашиот канал не обработуваме. Ова е сериозен канал, се занимаваме со сериозна технологија, се занимаваме со сериозно инвестирање и сериозни проекти. Значи, вакви глупости како Пепе, како Doge, како Shiba не очекувате да бидат обработени на нашиот канал. Потенцијално, како Dogecoin, кој што моментално изгледа дека рависира кај најде свое место под небото, затоа што имаме една многу интересна вест за Илон Маск, некаде при крајот на нашите вести, тогаш да, кога ќе имаме реална употреба на еден коин, макар и ако почна како меме коин, тогаш дефинитивно ќе биде обработен и земен во предвид на нашиот канал. Но, ако не, нема поента да обработуваме глупости како Пепе коин, кој што нема никаква технологија позади самите себе си и се буквално една од главните причини поради кои што поголемиот дел од луѓето гледа негативно на криптотехнологијата, да бидеме јасни. Сега, битниот дел овдека е дека Solana, ADA и XRP направиле релист на Robinhood. Не е само фактот дека направиле релист, разбираме, тоа е одлично, тоа е позитивно и очекуваме во наредни неколку денови кога ова нормално ќе почне да се шири, затоа што ова е пред само 7 часа, значи јас очекувам дека ќе имаме позитивен ефект на едноставно цената на Solana, Cardano и Ripple XRP. Зошто? Затоа што сега Robinhood наеднаш на они, сега зборуваме во Америка, значи ова не е надвор од светот. Зборуваме за местото кај што има највеќе капитал. Значи со оглед на фактот дека вие додавате нови три коини кои што досега не биле достапни заради SEC, не заборавајте, значи беа делистнати пред околу година и половина заради SEC, Комисијата за хартија од вредност на Мурика, сега повторно ги враќаат. Значи тоа е иницијалниот капитал кој што се очекува да го добијат овие проекти заради тоа што наеднаш на милиони корисници на Robinhood вие им давате практично нова опција за купување, така. Но ја мислам дека има многу побитна, да речем, идеологија или да речем тематика позади се тоа. Зошто го велам тоа? Robinhood досега одбиваше да направи листинг на овие криптовалути заради Комисијата за хартија од вредност и Гери Гангстер. Со оглед на фактот дека овие платформи се свесни дека имаме целосна промена на администрацијата во Америка и нормално Трамп најави комплетно про-крипто администрација во Америка, очигледно и платформите очигледно веќе гледате покажуваат заби и
почнуваат да ги вметуваат овие претходно забранети криптовалути кои што Гери Гангстер зборуваше дека се хартија од вредност. Што ова е многу позитивно, затоа што ако Робин Худ го направил ова, замислете сега следуваат сите оние платформи кои што до сега не можеле тоа да го направат, а најбитно од се тоа е Coinbase. Coinbase кога ќе направи релиз на Solana, Cardano и XRP, тоа ќе биде многу позитивен ден за овие коини. Но чекор по чекор, пак ќе напоменам. Сега, првата вест доаѓа од Cardano и потенцијалот на Чарлс Хоскинс да биде дел од новата влада во Америка. Значи, се зборува, сега, знаете како, прва и најбитна работа во самиот артикл, која што морам да кажем дека е сосема на место, е фактот дека овдека многу дебело се зборува за поврзаноста на Чарлс Хоскинс со внукот на JFK. Кенеди, така, бившиот председател. Знаете дека Роберт Кенеди моментално очигледно не го освои своето председателско место, но ја промени својата партија од демократ во републиканец само за да го поддржи Трамп. И имаат иста идеја во однос на биткоин и во однос на крипто во администрација и во финансиите во Америка. Зошто е ова толку битно? Затоа што они моментално се доста блиски како соработници, а веќе се очекува дека Трамп ќе го повика токму самиот Роберт Кенеди да биде дел од администрацијата на многу висока позиција. И нормално Чарлс Хоскинс, знаете и сами, важи за еден од најголемите гласови во криптоиндустријата. Значи се очекува дека самиот Чарлс Хоскинс излезе и кажа дека истиот е така речено во разговори, очекува да биде дел од новата влада, од советот за консултанти за крипто блокчейн технологија на Трамп. Како и што ќе биде останува да видиме со оглед на фактот дека Cardano скокна 30% во денот кога тоа се случи. Значи јас гледам причина дека ова е навистина така. Значи ако тоа не беше вистина, сега ќе имаше испаднато на соодветни информации дека тоа не е така и очигледно Cardano ќе се вратеше назад. Но гледаме дека и самиот Чарлс Хоскинс го изразува тоа, така да голема веројатност дека ова ќе биде вистина. А ако тоа е вистина, замислете како тоа ќе делува на цената на Cardano. Нели, пошто овие мртвиве проекти, нивните креатори ги покануваат да бидат советници во владата на Трамп. Мртви проекти, нели, стандард. Како и да е. За жал, секој има право на мислење, тоа е реалноста и пак ќе кажам на крајот од денот, во ред, секој има право на мислење, имам и јас, и затоа што еднаш ќе напоменам. Секој од нас мора да одлучува сам за своето портфолио. Значи јас сум одлучил Cardano да биде дел од моето портфолио, со последниот памп Cardano буквално скокна на прво место по големина во нашето портфолио, верувале или не, но како и да е, пак ќе кажам, секој одлучува за себе си, значи нели, нормално, ако вие мислите дека други коини се подобри, супер, мене ќе ми биде мило. На крајот од денот битно е сите да бидеме во профит. Значи јас на никога не сум му кажал, кај си го обра овој проект, таван работа. Значи тоа е поентата која што јас постојано зборувам. Ова не е фудбал, ние не се бориме за шампионска титула. Јас имам 18 проекти кои сум ги избрал и повеќе ако не се лажам и верувам дека сите ќе имаат успех затоа што дебело сум истражувал и нормално очекувам резултат од тоа што сум го истражувал. Така, како и да е, секој одбира за себе си, бидете внимателни и направете соодветно истражување пред да одлучите во што ќе инвестирате. Следна вест доаѓа од така речено меѓусебните твитови помеѓу нормално креаторот, еден од креаторите на Ripple, односно Брет Гарлихаус и Чарлс Хоскинс на Cardano. Уште еднаш тоа што ви го зборувам. Иднината е интероперабилност, не се бориме за шампионска титула. Истата ситуација гледаме овде, каде што двајцата изразуваат меѓусебна соработка, очигледно се спомнува дека веќе разговарале, сега што разговарале не е точно спомнато, но се очекува алијанса помеѓу овие проекти. Не заборавајте дека и Cardano и Ripple се дел веќе од една алијанса, тоа е алијансата помеѓу Ripple, Cardano, HBAR, Algo, кои што работат на секонд, да речем, заштита од потенцијално губење на фразата за вашите нели cold новчаници, cold wallet-и, така да тоа е едно соработка која што ја имаат, но сега веќе се зборува за сериозна соработка помеѓу двата блокчейни, каде што овдека дури е и изваден така речено од твитовите кои што ги имаат еден за друг, каде што буквално се гледа дека навистина прво соработуваат едни со други, зборувам за овие двајца лидери, а второ се гледа дека станува збор за многу повисок степен на соработка, каде што буквално се повикуваат еден со друг дека
имаат практично потенцијал за соработка за овие два проекти. Пак ќе кажам, на крајот од денот не заборавајте дека иднината на блокчейн е интероперабилност. Сите овие проекти кои што ќе успеат да издржат, кои што ќе успеат да пробијат низ овој тежок период на масовна адаптација, ќе си го најдат своето место. Се разбираме? Значи, оваа технологија има толку многу широка примена што секој од овие проекти верувам дека ќе има свое место под небото ако успее да преживее до моментот каде што веќе крипто ќе почне да биде глобално адаптирано. Се разбираме? Значи, блокчейн технологијата ќе биде општо прифатена и на тој начин секој проект ќе си најде во што, да речем, би можел да биде, така речено, нели, конкретно специализиран. Моментално, според шпекулации, што ова не е потврдено, се зборува дека исто така Брет Гарлингхаус имал состанок со Трамп. Значи, ова се пак ќе кажам шпекулации, самиот Брет Гарлингхаус не излегол да го каже ова, но на повици од дел од, да речам, оние најголеми поддржувачи на Ripple, сега не зборувам обични луѓе, зборувам, значи, сериозни инвеститори, значи, буквално на изјавата дека знаат дека со сигурност Брет Гарлингхаус се сретнал со Трамп, значи и Брет Гарлингхаус и многу други, да речем, видни ликови во Ripple како корпорација ставиле, така речено, лайк, се разбираме? Значи не кажеле да, не го порекнале ова, но ставиле лайк дека се случило. Не е тоа невообичаено, со оглед на фактот дека моментално Трамп, значи, се состанува со еден тон луѓе, со цел да создаде своја влада, со цел да создаде луѓе кои што ќе стојат позади него. Не заборавајте дека Трамп е целосно насточен кон значи, бизнис, се разбираме. Така да за него ова би било сосема нормално. Соработка со ваков тип на магнати кои што имаат, така речено, нешто позитивно да допринесат во економијата во Мурика. Сега, знаете што е жално од целава приказна? Ја одбраа погрешната страна. И ако се кејавате, јас тоа коментирав. Значи, вториот креатор, не Брет Гарлингхаус, изјави дека ќе инвестира $10 милиони во кампањата на Харис, што значи дека они со Харис разговарале за тоа што потенцијално ќе се случи кога потенцијално Харис би победила. Така да се надеваме дека нема да им се лути орангутанов, стварно, затоа што сега може пада за глава за тоа што го одбрале погрешниот пат, се разбираме. Но како и да е, ќе видиме. Да, не заборавајте дека имаше и емисија од тројцата адвокати кои што моментално работат на случајот на Ripple против SEC. Треба да ја изгледам, значи не сум имал време, имам премногу работа, значи видео го снимам буквално, еве го веќе 11 часот на вечер, откако морав да седам 3 часа да ги прочитам сите овие вести, да ги наредам и да ги нели средам, така да не сум имал време да го изгледам ова. Имаше емисија во која што разговара што понатаму со случајот на Ripple. Знаете дека Ripple моментално е на второ место во нашето портфолио по големина, на трето место е Ethereum и нормално затоа и многу сме заинтересирани за тоа каков ќе биде исходот од овој судски случај. Така да кога ќе го изгледам ова видео, дефинитивно ќе добиете соодветен апдейт. Значи тоа е видеото на каналот на адвокатот Хоган, значи тоа е Law Experts. Многу лесно ќе го најдете. Знаете како? Ќе го ставам во дескрипција на моето видео, доколку некој сака да го погледне и нормално ќе можете така речено да го видите и сами, но дефинитивно чим ќе поминам преку истото ќе ви дадам апдейт за што се случува со судскиот случај помеѓу XRP и SEC. Следна многу битна вест е веста поради која што HBAR направи памп од 20 и нешто проценти во текот на вчерашниот ден, а тоа е дека Canary Capital, тоа е истата компанија која што аплицираше и за Litecoin и за XRP, сега моментално аплицираше за HBAR со своја апликација за спот ETF во SEC во Мурика. Ова е многу битно затоа што пак ќе напоменам, ова го потврдува тоа што јас го зборував веќе година дена наназад. Нема да има само Bitcoin спот ETF, нема да има само Ethereum спот ETF, ќе има ETF на сите оние коини кои што веќе добиле институционална поддршка. Јас и понатаму верувам дека секој коин кој што ќе добие свој спот ETF ефективно добил онаа mark of approval, се разбираме, значи дека капиталните организации, институциите, значи ќе инвестираат во овие проекти затоа што ако SEC го одобрил, тоа значи дека станува збор за проект кој што е одобрен од Комисијата за хартија од вредност во Мурика и нормално тоа си има своја тежина позади. Така да уште еднаш ќе напоменам, верувам дека тоа е една многу битна причина поради која што институциите ќе инвестираат во ваков потенцијален проект. Уште еден проект кој што има многу голема шанса наскоро да се најде на оваа листа на апликации за спот ETF моментално
да подсетиме, значи имаме апликации за Litecoin, и тоа само канари, имаме апликации за XRP, и тоа од 3, 21 Shares, Vanek и канари. Исто така имаме две апликации за Solana, тоа се Vanek и 21 Shares аплицираа за Solana ETF и моментално нормално последниот HBAR од страна на Canary Capital. Значи тоа се моментално 4 коини за кои што има активни апликации од кои што се пара нормално од SEC да истапи со соодветни информации дали ќе одобри спот ETF. Не верувам дека тоа ќе биде веднаш, но е добро што моментално на вистина компаниите се обидуваат да добијат свој спот ETF за овие криптовалути. Следен кој што пак ќе напоменам, има голема шанса такво нешто да се случи, е SUI. SUI моментално Vanek прави приватен фонд за институциите да можат да инвестираат во SUI. Значи, ако се сеќавате, ваков приватен фонд имавме за Bitcoin и Ethereum и тоа имавме од страна на Grayscale. Така, значи тој истиот приватен фонд кој што понатаму Grayscale го транспортираше, го трансформираше во спот ETF. Сега моментално Vanek прави таков приватен фонд за SUI, каде што организации, институции, компании, корпорации можат да купат SUI, но не го држат директно, туку го држат преку старател Vanek. Вие купувате дел во овој фонд и имате соодветни акции од вредност, а овие, хартии од вредност, а овие хартии од вредност се против вредностна количина на SUI токени кои што Vanek ги чува во ваше име. Така да е многу позитивно, тоа покажува дека институциите се крајно заинтересирани за SUI. Иначе зошто Vanek би одлучил да направи ваков потек и да направи приватен фонд за SUI, така? Но најчесто ваквите приватни фондови секогаш се, така речено, претскажување на апликација за спот ETF за истиот проект. Значи нема поента зошто инаку би го држале, така? Сега една многу моćна слика која што сакам да ви ја покажам е CCIP протокол. Да видите колку е само Chainlink неопходен во моменталната состојба на блокчейн технологијата и традиционалните финансии или генерално целиот свет. Значи, прво, овдека можеме да видиме дека сите различни категории помеѓу себе на еден или на друг начин се поврзуваат со Chainlink. Без разлика дали го користат CCIP протокол за трансфер на капитал и информации, или пак користат Oracle Network, или користат Proof of Reserve и така натаму, го користат Chainlink. Chainlink ви е интернет буквално моментално преку сите блокчейн проекти и надворешниот свет. Се разбираме? Значи, првата и најбитна работа, че ова секоја чест што го прати Иле Кочишки, браво брат, фала ти многу. Значи, првата и најбитна работа која што ја разви самиот Chainlink е Oracle мрежата. Oracle мрежата, како што веќе кажавме, е пристап на информации од надворешниот свет до блокчейн технологијата и обратно. Со тоа што ова е незаменливо и моментално знаеме дека на прво место е Chainlink и никој друг. Да, Пит расте, се е тоа супер, тоа е вториот поголемина Oracle, но Chainlink е незаменлив моментално. И затоа Chainlink е негде повеќе од 6% во моето портфолио и верувам дека е малку, но едноставно што да купите попрво, така. Во исто време, Proof of Reserve, Identity and Other, значи сите овие работи ние веќе ги имаме обработено, тоа се технологиите кои што ги има развиено Chainlink, во нашето видео за Chainlink кое што може да го најдете во плейлистата за анализа на коини и токени, каде што досега ги имаме обработено сите коини кои што ги спомнав и скоро 100 коини, значи само што не сме стигнале до датотека од 100 обработени коини и токени на македонски јазик за македонците да можат да се запознаат со сите овие проекти засебно. Така да сите оние кои што сакаат да научат повеќе за проектите за кои што разговарав, најдете оваа плейлиста на нашиот канал и најдете ги сите овие коини еден по еден се обработени на нашиот канал. Со тоа што пак е напоменам, Oracle Network е првата технологија која што ја разви блокчейн, која што ја разви Chainlink, понатаму имавме други кои што моментално не се толку битни, значи тоа се пак технологии кои што навистина помагаат и комплементираат на секој блокчейн, но многу битен дел од оваа технологија е CCIP, Cross Chain Interoperability Protocol. Односно, ова е посебен тип на технологија која што возможува не само промена на информации од така речено надворешниот свет до блокчейнот и надвор, туку и трансфер на капитал. Се разбираме? Со тоа што гледаме дека со CCIP моментално и глобалните банки, и асет менаџерите, и клиринг куќите, и централните банки, сите можат директно да комуницираат со било кој протокол во блокчейн сферата.
без разлика кој блокчейн е, зборуваме нели сега Layer 1, така, значи не мора да биде само Ethereum, може да биде Avalanche, може да биде Solana, може да биде Cardano, Chainlink е поврзан со сите. И сите надворешни институции моментално буквално можат да комуницираат со целиот криптосвет преку CCIP протоколот. CCIP протоколот, ако продолжи вака, ќе биде така речено интернет конекцијата која што е неминовна и која што мора да ја користите за да може да комуницирате со традиционалните финансии, односно надворешниот свет и криптосветот. Се разбираме? Ако продолжи така, Chainlink ќе биде незаменлив. Не за џабе, Swift, што е уште поголем од сите овие кои што ги гледате овдека, го одбар Chainlink, посебно за ова CCIP технологија која што заедно со Swift ја развија, со цел да можат да направат комуникација помеѓу традиционалните финансии и нормално во оваа ситуација блокчейн сферата. Следна вест ни доаѓа за NIR протокол, каде што Deutsche Telekom, знаете и сами, најголемата телекомуникацијска корпорација во Европа, моментално соработува со NIR протокол. Сега овдека не е детално објаснето која е соработката. Првиот почетен чекор е фактот дека Deutsche Telekom моментално преку својата субсидија, тоа е да речем дел од него кој што работи практично во склоп на Deutsche Telekom, тоа е Telekom MMS, има нод на NIR блокчейнот, NIR протокол, се разбираме. Сега, значи, зошто е ова битно? Ниту една од овие големи корпорации не планира да земе нод да работи за профитот од нодот, тама работа, туку најчесто го зема овој нод за да има свој нод на процесирање кој што ќе прави привилегии на трансакциите кои што овој ентитет ќе сака да ги процесира на NIR протокол мрежата, се разбираме. Така да најчесто тоа е главната причина поради која што големи корпорации прават свој нод на одредена мрежа, за да имаат нод кој што ќе ги привилегира трансакциите на оваа организација. Така да јас очекувам дека следно Deutsche Telekom ќе објави дека NIR протокол ќе го користи за, некоја своја работа. Сега како и што останува да видиме, ние не можеме да препоставуваме, но најчесто тоа е главната причина поради која што ваков тип на голема корпорација би имала свој нод на еден блокчейн како што е NIR протокол. Ова е одлично за NIR протокол, тоа ни покажува дека ова е само почеток на соработката помеѓу нив. Многу битна вест доаѓа од VeChain. Значи, Европската унија, се извинувам, Европа моментално има регулатива која што бара до 2027 година секој продукт во Европа да има свој дигитален пасош од најосновните ресурси кои што се користени за да се направи овој продукт до неговото крајно конзумирање. Значи, целиот пат на овој продукт мора да има дигитален пасош кој што содржи детални информации како е произведен, како е транспортиран, кој го купил, каде го продал, кој го конзумирал. Сега, што е овдека проблемот? Што тоа вие не можете моментално да го направите со софтверот кој што е присутен. Кој може тоа да го направи? VeChain. VeChain има своја, да речам, партнер компанија која што се нарекува Vitonsberg во Лондон, кој што има за цел и моментално развива се што е потребно од регулатива за да излезе како надпреварувач број 1 на целиот EU пазар за да ја даде оваа технологија веќе готова на сите оние кои што им е потребна. Зошто е ова толку битно? Ако секој продукт, без разлика дали е леб, дали е било каков тип на прехранбен продукт, дали е кола, дали е автобус, авион, дали е, некоја медицинска направа, што и да е, сето ова мора да има дигитален пасош. Кој најлесно го прави ова на најтранспарентен начин? VeChain. VeChain е шампион во логистика и шампион во тракинг. Така, значи досега непобитен, најголем во Internet of Things и посебно специализиран за баш ваков тип на технологија. Каде што моментално оваа корпорација, зборуваме за VeChain корпорацијата, дебело се спрема да биде шампион во оваа категорија, каде што преку своите блокчейн солуции на сите овие компании ќе им понуди очигледно блокчейн солуција која што ќе биде така речено NFT за секој од овие продукти да може да така речено има свој Digital Product Passport. Ова треба да биде развиено до 2027 година, се шпекулира дека истото моментално се прави во Америка и дека VeChain моментално е така речено непобитна технологија која што има многу голема шанса да го превземе овој пазар. Зборуваме не да биде компетитор, туку да го превземе целосно овој пазар во
дигитални пасоши на продукти, што очигледно ќе бидат NFTs, кои што како такви ќе можат on-chain да бидат проверени, да се види кој е што, каде и како било, затоа што VeChain му е буквално специјалност токму тоа. Логистика и следење на продукти и ланци за транспорт. Така да ова ќе биде одлично, јас дефинитивно ќе продолжам да следам овој дел. VeChain исто така е негде околу 3% од нашето портфолио и јас искрено очекувам многу од истиот проект. Следна работа која што моментално треба да спомнеме е за Uniswap. Ако се сеќавате, ние веќе спомнавме дека Uniswap планира во текот на ноември да лансира свој блокчейн. Како што успеав да сватам, станува збор за Layer 2 блокчейн на Ethereum мрежата, со оглед на фактот дека Uniswap е најголемата децентрализирана менувачница на Ethereum, што значи дека во оваа ситуација Unichain очигледно ќе биде, претпоставувам, Layer 2 на Ethereum, значи се уште нема детали, барав, едноставно не може да најдам со детали. Една работа која што успеав да најдам моментално е дека USDC ќе биде лансиран во текот на ноември на Unichain, што значи дека Unichain веќе е вајда во некоја тест фаза. Не можев да најдам повеќе информации, ако некој има ќе ве замолам, споделете и под самото видео, нормално јас следам постојано коментари, значи би сакал да знам повеќе ако знаете и вие за самиот Unichain, но ова е многу добар напредок затоа што на некој начин му дава слобода и независност на Uniswap да едноставно се развие самиот себе си на свој блокчейн. Така. Значи останало да видиме како се тоа ќе се одвива, но пак не заборавајте дека без стейблкоини едноставно блокчейн е мртов ако нема стейблкоин. Така, значи не можете да функционирате. Така да ова е многу позитивно нешто и верувам дека ќе биде позитивно и за самиот проект Unichain во оваа ситуација Uniswap. Alchemy Pay, значи јас дечки мислам дека растурија е. Замисли, екипата моментално има вкупно 8 лиценци од 8 сојузни држави на Мурик. Значи со оглед на фактот дека станува збор за 52 земји во склоп на Мурика, значи вие имате 1/5 од овие земји добиено лиценца за трансфер на пари. Зборуваме во блокчейн форма, така. Со тоа што новите се Минесота, Оклахома, Орегон и Вајоминг. Сега, зошто е ова толку битно? Они не функционираат само во Америка. Веќе ви покажавме, имаат добиено лиценца во Дубај, лиценца во Сингапур, лиценца во Австралија и така натаму. Значи, ова е компанија која што исклучиво се занимава со on и off ramp на блокчейн, од традиционалните во блокчейн и од блокчейн во традиционалните финансии. Крајно битна ствар. Значи, моментално on и off ramp се многу битни како за централизирани менувачи, така за децентрализирани менувачи, така за приватни правни и физички лица. Што значи, Alchemy Pay ќе има клучно место во следниот bull market, затоа што овој капитал од традиционалните финансии треба некако да влезе, се разбираме. Alchemy Pay го возможува тоа. Пак ќе кажам, сите овие проекти имаме соодветно видео, погледнете го, но колку повеќе лиценци за трансфер на пари, толку повеќе држави и нивните, пак ќе кажам, физички и правни лица можат ефективно да го користат Alchemy Pay за трансфер на капитал во и надвор од блокчейн светот. Што е крајно позитивно. И значи дечките растурија, па ќе кажам, значи не запираат секоја чест. Колку партнерства, најголемите менувачици моментално нивните дебитни картички и они off ramp го прават токму преку Alchemy Pay, многу битна работа. Tether, слушате го сега ова. До сега имавме Software Development Kit, каде што кој што сака да развие соодветна апликација, го користи овој Software Development Kit со цел да развие апликација на некој блокчейн. Сега имаме Wallet Development Kit. Многу добро, браво, секоја чест. Tether моментално развива таков тип на development kit, значи ова е посебен софтвер кој што треба лесно да ви овозможи на вашата апликација на било кој блокчейн да можете да си додадете non-custodial, значи зборуваме за wallet, новчаник, приклучен на вашата апликација, кој што нормално сега овие новчаници вие и контролирате, затоа и се нарекува non-custodial и за почеток ќе има пристап до USDT и до Bitcoin. Што значи дека вие ако имате, да речем, онлайн апликација и продавате нешто, вие автоматски можете да си додадете преку овој Wallet Development Kit соодветен новчани кој што ќе поддржува USDT и Bitcoin. Што значи дека јас можам да си направам депозит на USDT и со тие USDT, на пример, кај вас да си купувам или што и да имате сега вие, да речем, онлайн, така.
Крајно позитивно. Затоа што на овој начин вие немате потреба сега од, не знам, девелопер да седне па да ви програмира, па да ви прави апликација и така натаму. Не, буквално Tether ви овозможува со минимално познавање да го користите овој Wallet Development Kit и да си на некој начин додадете новчаник на вашата апликација. Многу позитивно, морам да признаам, секоја чест, браво. Значи, на овој начин практично вие привлекувате се повеќе и повеќе капитал и нормално корисници на вашата страна, би рекол за почеток. Сега, PYUSD е PayPal стейблкоинот, кој што пак ќе наречем, се нарекува PYUSD или како PUSD, појма немам. Така бе, PUSD, не знам, вајде така. Пиздец. Со тоа што PayPal USD или PYUSD моментално соработува и со Layer 0 како проект и со Wormhole како проект со истата намера. Не знам зошто, но тоа, гледам дека значи буквално имаат партнерство 11 ноември со Wormhole и моментално еден ден, значи тоа е на 12 ноември со Layer 0. И двата се, да речем, проекти кои што возможуваат мост од Ethereum до Solana. Не знам зашто им се потребни двата, но очигледно со двата се во партнерство и со двата моментално практично се обидуваат да направат не се обидуваат, туку успеале да направат мост каде што ќе можат PYUSD многу лесно да ги префрлаат од Ethereum на Solana блокчейнот и назад. Со оглед на фактот дека и Ethereum и Solana блокчейнот имаат многу развиен DeFi систем, ова е повеќе од потребно, а нормално PayPal е многу заинтересиран за неговиот стейблкоин да биде користен што може повеќе. Така да ова е крајно позитивно, како за оние кои што го користат овој стейблкоин, така и за самиот PayPal. Не заборавајте, на крајот од денот најбитно е масовна адаптација. Колку повеќе луѓе влезат во крипто, колку повеќе самиот свет го користи оваа технологија, значи пак ова не е пирамида, па ние да чекаме некој да влезе за ние да практично нели добиеме. Не, напротив. Зборуваме за масовна адаптација на технологија која што е позитивна, која што овозможува многу лесен трансфер на капитал без банки, кој што овозможува ова да биде направено брзо, 24/7, 365 дена во неделата, во годината, а не да чекате банката да отвори и да немате потреба банката да ви каже каде, кога, како и што може да пратите. Не, кога сакате, на кого сакате, колку сакате. Крај. Значи тоа е разликата помеѓу крипто, технологија и пирамидална шема каде што ние чекаме некој да влезе за ние да излеземе. Да, на крајот од денот оние циклуси на пазарот се така, без разлика дали е тоа блокчейн, дали е злато, дали се долари, значи тоа е тргување, но овдека ние не чекаме за да правиме дамп и да забораваме на овој проект, се разбираме. Значи оваа технологија има многу опширна можност да го опфати целиот свет многу скоро. Со тоа што овдека имаме една интересна вест, која што исто така помага во оваа сфера, тоа е ISO 20022. На нашиот канал имаме неколку видеа кои што се на оваа тема, што представува ова е новиот банкарски комуникацијски систем, кој што треба да го замени SWIFT. Проблемот е што моментално очигледно и самите луѓе кои што се дел од ISO 20022, значи ова е нормално стандарден, ова е ISO е нормално организацијата во Швајцарија за стандарди, така. Значи ова е нов стандард кој што треба да биде применет откако ќе престане да постои SWIFT, а тоа е во ноември 2025 година. Значи во тој момент престанува да постои SWIFT и почнува само да биде користен ISO 20022. Со тоа што во овој артикал, затоа што имаме вести, сакам да ги споделам со вас, значи на некаква конференција во Норвешка, значи така речено ова се луѓето кои што се обидуваат да го пробијат на некој начин да ги направат сите овие интеграции, значи кажуваат дека платежните системи, односно централните банки, клиринг куќите и така натаму, се веќе во голем дел значи интегрирани во овој систем, се разбираме. Затоа што вие морате да бидете интегрирани до ноември 2025 година или едноставно нема да постои SWIFT. Што значи дека вие автоматски сте исклучени од она глобална комуникацијска мрежа на финансиски институции. Со тоа што вели, најголем проблем моментално им се хартиите од вредност. Значи, овдека нема само капитални трансакции на сув кеш, туку има и трансакции на хартии од вредност, како да речем државни обврзници. Вели, таму е најголемиот проблем. Како и да е, ќе останеме да видиме како се тоа ќе се развива, но уште еднаш ќе напоменам,
Значи не е толку далеку, уште една година од сега, во ноември 2025 година, SWIFT ефективно треба да престане да постои, освен ако не сменат нешто. Се разбираме? Но како и да е, ако тоа се случи, ISO 20022 е посебен тип на технологија, кој што во себе ги содржи и CBDC како технологија и криптовалути. Се разбираме? Што значи дека со новиот стандард, сите оние кои што се веќе дел од ISO 20022, зборувам за овие големи платежни системи, како сега гледате, че има Европа си има свој платежни систем, така. Значи ЧЕП се буквално на обединете на Велика Британија, па потоа овде ќе имате Хонг Конг, па имате нели на Мурика, на Канада, на Австралија, на Русија и така натаму. Сите овие системи на држави треба да се интегрираат и откако ќе се интегрираат во ISO 20022 ќе имаат пристап до оваа технологија. Што значи дека вие ќе можете сите оние коини, сега дали станува збор за централизирани коини како нели CBDCs или пак приватни коини како во оваа ситуација некои кои што веќе имаат направена интеграција во ISO 20022, да ги трансферирате од еден на друг корисник на овие финансиски институции. Односно и понатаму, значи еве според Binance, листата на коини кои што веќе се компатабилни со ISO 20022 системот се XRP, Cardano, значи Cardano е нов, пред тоа не беше тука, Quant, Algorand, Stellar, Hedera, IOTA, XDC. Со тоа што јас овдека само го немам Stellar, затоа што нема поента да имам и Stellar и XRP, имам голема количина на XRP, затоа го немам Stellar. Останатите дали во поголема, дали во помала количина, битно ги имам сите овие коини во моето портфолио, баш поради очекувањата дека потенцијално следната година, кога очекуваме да биде и главниот дел од овој bull market, ако ISO 20022 доживее успех како што очекуваме тоа да се случи и масовна адоптација затоа што немаат избор, со оглед на фактот дека SWIFT престанува да постои во ноември 2025 година, очекувам дека и овие коини ќе имаат свој напредок во ова, да речем, во цената, така. Така да, дали мала локација или голема, останува да видиме, но јас очекувам многу од ISO 20022, посебно од оние коини кои што веќе се интегрирани во овој стандард. Знаете како, на некој начин, замислете, ова се коини кои што директно имаат инфраструктура во која што институциите може да инвестираат, се разбираме. Значи имате инфраструктура со која што вие може сега да користите банкарски сметки за да пратите од еден човек на друг HBAR или XRP или Algo или не знам XDC, така. Значи мора да имаат предност, за да бидеме реални. Останува да видиме, но логично е дека ќе имаат предност, така. Сега, ова се вести за блокчейн адаптација во светот, кој што секогаш ги оставам на крајот, затоа што на некој начин ова е за да ви покажам дека светот на вистина се движи кон блокчейн технологијата, не само алткоините, туку и пак ќе кажам, цели држави и буквално се движат кон тоа. Nanolabs е една од најголемите микрочип компании и производители во Кина. Nanolabs е исто така излистана и на Nasdaq, но главно операциите и, да речем, целата компанија се наоѓа во Кина. Зошто е ова толку битно? Техничарот длабоко спие моментално, тука е за поддршка. Nanolabs моментално издава свое известување со кое што вели дека моментално, со цел да ги следи стратешките потези на глобалната заедница во однос на инвестирање, дозволува плаќањата во оваа компанија да бидат правени со биткоин. Сега, зошто е ова толку битно? Ако се сеќавате, во 2021 година, претходниот bull market беше буквално скратен поради банот на Кина. Не само на майнинг, туку и на било каков тип на инвестирање и држење на криптовалути. Се извинувам, трговија на криптовалути, не и држење. Верувале или не? Држење на криптовалути не е забрането, но инвестирање во нив е забрането. Тоа се извинувам, трговија е забрането. Што е сега овдека битно? Ако оваа компанија нашла начин како да направи биткоин да биде легален за купување во истата, тоа значи дека или нашла некој, не знам, поименувам, сива зона во нивното право, или пак Кина се спрема да го подигне овој бан. Не заборавајте дека Кина е дел од БРИКС, а БРИКС на последниот БРИКС самит во Казан, Русија, одлучи дека биткоин и останатите криптовалути ќе бидат адаптирани како средство за инвестирање и за мајнинг во сите земји на БРИКС. Така да, ако Кина го тргне својот бан, тек тогаш ќе видите што е катализатор на bull market. Со оглед на фактот дека имаше голем ефект кога нормално мајнерите се преселија и сето тоа, сега замислете ако Кина го дигне својот бан. Значи тоа ќе биде крајно позитивно. Еве го и овој Кромпиров. Значи сега овдека ја најдов една нова вест за Тесла,
кое што го докажува тоа што јас ви го зборував за претходниот bull market до детали. Колку испадна глуп зелениов Илон Маск, но ќе стигнеме до тоа. Еве сега ви кажувам зошто е она што ви го кажувам дека некогаш меме коин можеби и ќе има своја вредност, но нормално треба прво тоа да го докаже. Значи Трамп најавува дека Илон Маск и Рамасвами, кој што беше исто така претседателски кандидат од републиканската страна, значи ќе бидат надворешни консултанти на владата на Трамп, кои што ќе имаат за цел така речено да даваат совети за тоа како да се подобри оваа влада на Трамп. Со тоа што нормално, одека излегува Илон Маск и вели, значи новиот орган ќе биде наречен Department of Government Efficiency или DOGE Dogecoin. Така, или кратенката е Doge. Значи, верувале или не, му го прифатија тоа на Илон Маск да се нарекува овој, така речен, надворешен консултантски орган Doge. Верувале или не? Значи, тоа е тоа. Но како и да е, ова пак е на некој начин интересна шала од Илон Маск, морам да напоменам. Значи, ова е добро затоа што на некој начин Трамп дава неутралност, односно на ваков тип на бизнисмен, му дава да гледа на владата од надворешна страна и да даде свое мислење. Останува да видиме како ова ќе се развива. Но една битна работа која што мораме да напоменеме е дека Илон Маск е крајно про крипто и крајно про биткоин, така да ова не може да биде лошо за нас. Така. Сега, следна битна вест која што сакам да споделам со вас е идиотизмот кој што го направи Илон Маск во претходниот bull market, како сам се изглупира и сега моментално конечно оваа грешка полека се поправа. Значи да не забораваме дека претходниот bull market буквално Илон Маск на почетокот го сметаат за месија. Твитни, ќе скокне пазарот, тралала, како и да е. Значи на почетокот на претходниот bull market, прво да видиме како се тоа се одвиваше. Значи во февруари 2021 година Илон Маск практично на некој начин нареди Тесла да купи 43.200 биткоин. Сега, 43.200 биткоини моментално ги кошта 1,5 милиарда долари за да ги купат. Така. Значи ова беше така речено во почетокот на bull market 2021 година. И сега колку е глуп човече, значи немам зборови. Зверот во мај истата година, значи откако цената веќе стигна 60.000, тоа беше првиот скок на цената на биткоин, значи продадоа 10% од оно што го посетуваат и излегува, значи Илон Маск се сеќавате што ви кажав, значи он беше причината која што направи значи да се запре тој bull market. Колку треба да си конј човече. Излегува и вели премногу загадува биткоин мајнингот, има премногу CO2 емисии и поради тоа вика нема да дозволиме веќе да се купуваат Тесли со биткоин. Тоа беше една од главните најави која што го дигна биткоин до 60.000. Што се случи? Каков морон замисли? Вели 75% од своите биткоин држења Тесла ги ликвидира со огромна загуба, погледнете. Со огромна загуба на цена од 24.000 по биткоин. 24.000, така. Значи, во тој момент добиле назад 218 милиони долари од инвестирани 150 милиарда и 500 милиони. Така. И сега каде е одека проблем? Гледайте колку, пак ќе кажам, колку треба да сте глуп. Во четвртата четвртина од истата година продолжиле да продаваат на 21.000 така речено долари по биткоин, уште 218 и практично си оставиле на крајот од целата оваа ситуација 11.500 коини. Значи они буквално се самоубиле. Се сеќавате што ви кажував? Значи јас се смеев. Он направи буст на цената, он сам си направи дамп на цената со тоа што најави дека веќе нема да се продаат Тесла за биткоин, затоа што е премногу загадувачки и си ги продаде коините на 3 пати помала цена. За конечно оваа преостаната бројка на коини, овие 11.500, сега моментално да бидат вредни над 1 милион долари. Што значи дека сега практично си го вратиле она што го загубиле во претходниот bull market. Значи гледате, тоа оти некој е богат, не значи дека е паметен. Он повторно може да се изглупира како во оваа ситуација. И ако се сеќавате, јас ви го кажав тој и еве ви го сега преку соодветни твитови објавено, значи сето ова на криптономис, значи буквално со таймфрейм. Ова што ви го кажував, дека Илон Маск е еден од главните виновници кој што го усра целиот bull market за 2021 година и тоа, пак ќе кажам, прво сам си го направи тоа со твитот дека нема да се продава, а после со дампот кој што го правеше на овие коини кога цената беше катастрофална. Значи секоја чест, браво Илон Маск. Но како и да е, нели?
ќе му даеме втора шанса, само ова е еден многу битен пример дека нас не ни се потребни месии, нас ни е потребна едукација и ни е потребна технологијата да си го најде своето место. Вакви месии кои што се твитови го пампаат пазарот, исто му прават и дамп, како што тоа го видовме од 2021 година, и овој булмаркет се надевам дека нема да имаме такви месии. Еден од овие месии за кои што го зборуваме е CZ, кој што моментално FTX го тужи за 1,8 милиарди долари, дека ги ликвидира своите делови во FTX пред самото колабирање на FTX. Односно, ако се сеќавате, значи во времето кога така речено се распајаше FTX, CZ излезе и кажа дека едноставно ситуацијата во FTX е многу лоша и дека се случуваат лоши работи во однос на криминал и практично излезе во тоа време Бушавиот, сега веќе небитен, CEO на FTX и вели, значи ние сме спремни да го купиме делот на Binance кој што го поседува во FTX. Не заборавајте дека Binance имаше голем дел влог во FTX на самиот почеток. Во тој момент, значи Alameda беше така речено дополнителна компанија на FTX која што се занимаваше со тргување на средствата на FTX. И Alameda практично ги исплаќа овие средства на Binance со цел да го откупи делот кој што Binance го има во FTX со средства позајмени од клиентите на FTX. Значи катастрофа. И во тој момент, значи сега затоа што наводно тоа биле средства на клиентите, сега судот бара средствата да бидат вратени назад од Binance за да бидат искористени како стечена маса за оние кои што им должи FTX. Значи ова е катастрофа. Знаете како? На крајот од денот ова е практично враќање на долг, затоа што на некој начин не е долг, него продавање на уделот кој што го има една компанија во вашата компанија, така. Значи вие сте ги дали тие пари, Binance не може да знае ви од кај сте ги добили тие пари и дали тие пари биле легални или нелегални, така. Тоа значи дека во оваа ситуација Binance си го добил само делот кој што го вложил во FTX. Јас не верувам дека ова ќе испадне позитивно, но само сакам да ви покажам еве што се случува и со што се занимаваат моментално муриканците. Со тоа што има и втора ситуација во која што 16 милиони долари се моментално замрзнати на Binance и Department of Justice, односно тоа е Министерството за правда на Мурика, бараат со налог овие 16 милиарди од овој акаунт на Binance, што ова не е Binance, ова не е CZ, туку ова е само некој приватен акаунт на Binance, кој што верували или не, Сем Бенкман-Фрид, истиот Бушав од FTX, го користел за да плаќа мито на некакви си кинески државни представници за одредена сума на пари која што е замрзната на кинески менувачници. Нема да налогуваме премногу, но само ви покажувам дека ако видите ова, не треба да се плашите, ова не е директно насочено кон Binance, ова е само некој си акаунт кој што има одредена количина на коини на Binance. Така да нема потреба од FAD. Ова е некаква интересна група, са Genius Group, како што успеав да видам, ова е некоја групација која што занимава со едукација. Значи тоа е 12 ноември, еден ден пред да го направам ова видео, одлучува 90% од својот трежери, капиталот кој што го поседува, да го алоцира во биткоин по примерот на MicroStrategy. Очекувајте дека ова ќе биде пример кој што многу компании ќе следат. Затоа што гледаат дека биткоин и понатаму ќе расте на вредност. Што значи, ова што го гледаме моментално е пример кој што очекуваме многу голем дел од финансиските институции и приватни компании да го следат заради потенцијалот за раст на цената на биткоин. Замислете, од вкупна количина на 150 милиони долари кои што моментално ги поседуваат како капитал, 90% ги продаваат и купуваат биткоин. Замислете колку голема доверба имаат во биткоин и во оваа технологија за 90% од својот капитал да го инвестираат во биткоин. И тоа не зборуваме сега ние за 120.000, ние зборуваме за 120 милиони долари, така. Со тоа што вели целата компанија прави комплетна реконструкција и внесува нови кадри кои што се занимаваат и разбираат што е криптотехнологија, нормално, со цел нели да може да водат оваа компанија кон така речено следниот стадиум на технолошки развој. Италија најави многу голем данок за крипто, 42%, и истиот моментално го намали на 28%. Дали ова финално останува да видиме, но ова е позитивно затоа што замислете да треба да платите 42% на профитот кој што ќе го направите од вашите крипто инвестиции.
што е крајно нефер, така. И очигледно ќе изгубат многу голем дел од инвеститорите и компаниите кои што работат во Италија, така да паметна е идејата да го намалат тоа на 30%, кој што е генерално и стандарден данок, ако мене ја прашувате во добивка, да речем, посебно на капитални инвестиции. Лугано, тоа е еден од најнапредните градови во Швајцарија и во светот, кога станува збор за блокчейн технологија, веќе направил 2 транши на државни, тоест да речем во оваа ситуација градски обврзници, и тоа со голема вредност погледнете. Значи ова е практично обврзница која што градот ја издава како хартија од вредност до своите, да речем, граѓани или други инвеститори, со цел да собере одредена количина на пари. Првата била во вредност 139 милиони долари, втората била во вредност, само да видам како беа, еве ги овде горе, се извинам. Првата била 114 милиони долари, втората била овде како не сакам, 139 и последната беше нешто прилика иста сума. Како и да е, не е толку битно тоа колку е голема сумата, колку што е битно дека веќе 3 пати издал врзници на блокчейн технологија. Овдека за жал не е објаснето дали е тоа кој проект е и каков тип на технологија се користи за овие обврзници, но битно е дека гледаме на институционално ниво. Градови и држави почнуваат да користат блокчейн технологија за вакви сериозни инвестиции. Значи ова е издавање на државни обврзници. Ова не е приватен проект, се разбираме. Што значи дека ако има доверба ваков тип на хартија од вредност диза на блокчейн технологија, тоа значи дека има доверба и генерално во самата технологија, така. Австралија моментално спрема CBDC, како што веќе кажавме, прво рекоа дека нема, сега веќе 90% од земјите во светот спремаат CBDC и само сакав да ви го покажам тоа со тоа што веќе пилот фазата се очекува да почне во 2025 година, значи дечките се веќе пред крај. Значи тоа што јас ви го кажав, не очекувате дека некој ќе оди по улици и ќе вика CBDC, дигитална валута на централна банка, не. Значи буквално само еден ден ќе ви трансферираат вашите валути во банките од ефективен кеш во CBDC и никој ништо нема да ви каже. Знаете кога ќе разберете? Првиот пат кога ќе испадете на протести и кога ќе ви кажат па сметката ви е замрзната поради тоа што нешто сте правеле против државата. Тоа ќе ви текне. И Норвешка моментално, така речено, ќе биде дел од Мика, значи тоа што го зборував, не само Норвешка, значи јас си го кажував ова и за Македонија, и за сите оние кои што се пропоненти и соработници на Европска Унија, пропоненти да бидат дел од Европска Унија, дефинитивно ќе го адоптираат овој закон, кој што е така речено и почетен закон со кој што би очекувале, така речено, да имаме една почетна адаптација и почетно ниво на регулатива за криптовалути во нашата земја, зборувам не во нашата земја кој политичарите од ДПШНЕ, во Македонија, затоа што нормално мораме да го следиме примерот на Гејропа, затоа што нели мораме да го согласиме нашето законодавство. Сепак ова е позитивно, не заборавајте дека Мика има пропуст, тоа што го кажав и во статијата во Мотика, не ги обработува соодветно криптовалутите, се фокусира многу повеќе на стейблкоините. Нив им е страв дека стейблкоините ќе им направат конкуренција на нивниот потенцијален, туку веќе е пуштен во оптек проект CBDC за дигитално евро. Така да заради тоа е моментално Мика толку битен, затоа што они лансираат дигитално евро и мора да го заштитат. Посебно од стейблкоини, посебно од мурикански доларни стейблкоини. Како и да е, значи ова е добро затоа што целиот регион ќе има почетна регулатива за крипто и гледаме дека и Норвешка исто така се стреми кон CBDC. И знаете како, во овој циклус кој што гледаме, значи ова е многу интересна слика која што сакам да ја покажам на крајот, значи вака изгледа еден целосен циклус на цивилизација, а и на еден целосен циклус на економско придвижување на пазарот нагоре и надолу. Каде што вели, bear маркетот креира биткоинери, биткоинерите креираат bull маркетот креира шиткоинери, а шиткоинерите креираат bear маркет. Тоа е стандарден момент, значи ова што гледате овдека е тоа што јас ви го кажувам за алткоин сезона. Алткоин сезоната е прелевање на капитал од биткоин кон етериум, па понатаму кон сите останати коини, со тоа што на крајот нормално дека доаѓаат оние кои што многу ја разбираат, почнуваат да купуваат кучиња со капа, мачки со влечалки и така натаму, и нормално на тој начин практично предизвикуваат енормен наплив на кеш, кои што големите играчи ќе си го соберат, а останатите кои што си купувале кучиња со капа и мачки со влечки, кои што кажавме, ќе си ги чуваат токените до следниот bull маркет, како што до сега многу пати сме го виделе тоа, така да бидеме овие, да не бидеме овие, и нормално ние сме моментално
обезпечени да бидеме дел од првите, односно Smart Money. Значи, оно што го правевме ние во последните 3 години на нашиот канал беше буквално да успееме да организираме една група на македонци која што за прв пат на пазарот ќе биде Smart Money. Односно да бидеме оние кои што прават фронт ран на пазарот. Да бидеме луѓето кои што инвестирале на време и да бидеме луѓето кои што уште побитно ќе го извадат својот капитал на време пред шиткоинерите да дојдат со своите кучиња и мачиња со влечки и капи. Така да, тоа е една работа која што мораме да извлечеме од нашиот канал и следниот период пред нас ќе биде напорна работа, затоа што ќе имаме многу материјал конкретно за вадење на капитал и утврдување на врв на пазарот. Се уште е рано, кога ќе почнете да гледате видеата за лов на врв, тогаш веќе ќе почнеме сериозно да разговараме за тоа каде се наоѓаме во овој циклус и дали веќе е дојдено време за да ги вадиме, така речено, нашите капитални инвестиции во крипто пазарот. И за крај, многу битно, сите нови гледачи на нашиот канал би им препорачал да погледат видеото на самиот врв од каналот, кој што е направено со цел да ви даде насоки, да може да се снајдете на нашиот канал, затоа што имаме повеќе од 1300 видеа, напорна работа. Така да погледнете го видео со цел да најдете што и каде може да најдете во однос на едукација и информации. А во секој од нашите видеа прво би ве замолил, доколку не ви е проблем и ви се допаѓа оно што го работиме, да ставите еден лайк, шер, subscribe, комент. За вас тоа е 1 секунда работа, за нас тоа помага многу за овие материјали да достигнат до што повеќе македонци. Така да помогнете ни со оваа бесплатна едукација, да помогнеме на што повеќе македонци, меѓу кои нормално вашата лична препорака доколку ви се допаѓа овој материјал е многу битна за нас и нормално овие кратки работи од лайк, шер, subscribe и комент. Како и секогаш, значи во секој од нашите видеа на врвот може да најдете дескрипција за што зборуваме во самото видео, потоа може да го најдете и линкот до нашата Patreon заедница, како што веќе кажавме, станува збор за заедница која што ви дава привилегии да ги добивате овие материјали порано, некогаш и цел еден ден порано да станатата заедница, значи ние и понатаму целата материја доставуваме до македонците бесплатно, но на овие луѓе кои што ни помагаат финансиски, мораме да им дадеме соодветен да речем бонус, да им дадеме соодветна привилегија и затоа ги добиваат овие материјали порано, ја добиваат пристап до нашата заедница каде што нормално, како што уште напоменав, значи имаме многу јака и многу, да речем, активна заедница во која што значи постојано се случуваат информации, дебати и така натаму. Јас сум овде да одговорам на вашите директни пораки и нормално еднаш во месецот организираме посебен лајстрим за сите оние кои се дел од нашата Patreon заедница. Потоа ги имаме Купи ми кафе апликацијата и блокчейн адресите. Тоа се посебен тип на донации кои што доколку сакате да ни помогнете да помогнеме на некој дома, значи тоа може да го направите на оваа апликација и на нашите блокчейн адреси, каде што сите овие средства, како и досега, ќе бидат насочени за помош на македонците назад во Македонија. Во претходните 2 пати ние доставивме 2 пати значи помош во прехранбени продукти до една црковна организација во Велес која што помага на сиромашните. Значи тоа го направивме со солидни суми од околу 700 и 800 евра. Тоа е се пари кои што се собрани од нашата заедница, кои што едноставно сме ги дале како гемиџија заедница на македонците назад во Македонија. Овдека може да ги најдете нашите социјални мрежи кои што се многу битно да ги следите затоа што имаме дополнителни информации кои што најбрзо ги доставуваме на овие социјални мрежи и нашите резервни канали каде што на Odyssey, Rumble и YouTube дополнително може да следите нашата програма. На YouTube каналот дополнително секое утро објавуваме од постарата програма која што имаме, оние 127-8 видеа кои што ги имаме од напредниот курс за техничка и фундаментална анализа, сите оние кои што се малку назад, следете ги овие видеа кои што постепено ве носат до напредниот степен до кој што поголемиот дел луѓето кои што го гледаат нашиот канал веќе се стигнати во едукација во блокчейн технологија, макроекономија и геополитика. И понатаму ви благодарам за поддршката, се надевам дека уживавте во денешното видео и се гледаме во следното. Поздрав од Крипто Гемиџија.